Беше тоа на 3 ноември 1912 година, кога Османлиската држава, за да ја спречи брзата катастрофа од војната пред која се нашла, веќе на 3 ноември, тоа е само 16 дена од почетокот на војната, се обратила со молба до големите сили да ја помогнат да дојде до прекин на војните акции. Барањето големите сили пред се, Австро-Унгарија, Германија и Русија, го дочекале со олеснување. Тие се уште не биле подготвени за глобален судир. Разговорите за примире започнале на 3 декември. Беше тоа на 3 ноември 1932 година, кога во Струмица е роден Ацо Алексов, македонски глумец и режисер. Првен бил глумец и режисер на Струмичкиот театар, каде што ја формирал малата експериментална сцена, а потоа асистент на филмска режија во Вардар филм во Скопје, како и телевизиски режисер во Македонската радиотелевизија. Алексов е еден од основачите на Македонската радиотелевизија. 3 ноември 1944 година е ден на ослободувањето на Прилеп. Беше тоа на 3 ноември 1944 година, кога на предлог на Поверенството за просвета, Президиумот на АСНОМ донел решение за отварање на гимназии во градовите Скопје, Битола, Штип, Куманово, Прилеп, Струмица, Тетово, Велес и Охрид. На 3 ноември 1946 година во Охрид е роден Владо Жура. Автор е на голем број написи и во дневниот и во седмичниот печат, а посебно значени се неговите истражувачки радио и телевизиски емисии посветени на минатото на Охрид. Циклусот радио емисии за охридската староградска песна, циклус телевизиски емисии инспирирани од трубадурската охридска песна. Автор е на повеќе книги, од кои посебен интерес побудува Жура за Жура. Добитник е на највисокото признание на општина Охрид за 1985 година за вонредни достигнувања на полето на информирањето, уметноста и културата. На 3 ноември 1976 година формирана е општина Карпош, Скопје. Беше тоа на 3 ноември 1988 година, кога умре Круме Кепески, македонски педагог, лингвист, преведувач, собирач на македонски народни умотворби, граматичар, автор на првата македонска граматика, објавена во 1946 година, како и на голем број учебници по македонски јазик, меѓу кои и граматиката за средни училишта. Роден е во Прилеп на 8 април 1909 година. На 3 ноември 1989 година во Сремска Каменица умре Никола Солдатов, познат македонски новинар и долгогодишен телевизиски коментатор. Тој е еден од основачите на спортската редакција на телевизија Скопје и како врвен сликар и ТВ репортер се бројува во доајените на македонското спортско новинарство. Роден е во 1926 година. Беше тоа на 3 ноември 1992 година, кога генералниот конзул на Сојузна република Германија во Скопје, Ханс Лотар Штепан, преку Министерството за односи со странство, ја известил владата на Република Македонија дека позитивно го решила нејзиното барање за отворање на генерален конзулат на Република Македонија во Бон. На 3 ноември 2008 година, Собранието на Република Македонија со 93 гласа за и 1 против донесе резолуција за решавање на спорот за името. Во резолуцијата се бара за време на разговорите за името да се зачуваат највисоките државни и национални интереси, идентитетот на македонскиот народ, јазик, историја, култура и постоењето на македонско национално малцинство во Грција и да се афирмира позицијата на Македонија како суверена и самостојна држава.